Благодарам колега Тала Џафери. Почитувана македонска јавност, почитувани гласачи на Социјалдемократскиот сојуз, почитувани поддржувачи на Либерално-демократската партија, поддржувачи на Шарената револуција, поддржувачи на Зелената опција, односно на партијата Дом, почитувани 325.000 пензионери во Република Македонија и вашиот представник Илија Николовски. Убеден сум, ако дискутираме искрено и ако денес ве прашаме дали требаше интерпелација за оваа влада, сите вие ќе одговоревте не. Затоа што сте сметале дека гласате за луѓе кои што искрено ќе ве представуваат овдека. И дека сте очекувале тие луѓе на кои што не сте им дали мандат да гласаат нешто што не ви го ветиле, ќе биделе доблесни и ќе си даделе оставки. Затоа не требаше денес да има интерпелација. Требаше да има колективна оставка на владата на Република Македонија. Ево и уште една причина. Во еден ваш документ, бомбастично најавуван на 37 страни, кој што се вика Планот за живот 180 степени, итни реформски приоритети на новата влада во првите 6 месеци, сте наведиле 372 проекти. Почитувана македонска јавност, ви ветиле дека ќе реализираат 372 проекти за 183 дена. Знаете колку реализирале? 10. Нивниот процент на реализација е 0,3%. Неуспешност 99,7%. Затоа вие сте разочарани од нив. Затоа ги нема меѓу вас. Затоа што немаат намус, немаат образ да ви се појават и да ви кажат што направиле од нашата татковина. Денес имаат само еден проект кој што ќе се надобрзи новие 10 да биде 11. Љубе Бошковски денеска стана советник за странски инвестиции во владата на Република Македонија. Ќе зема 50.000 денари плата и замислете, само тој ги исполнувал условите на конкурсот. Сите оние шарени револуционери кои што ги оставаја патиките пред владата на Република Македонија како символ на иселувањето, на миграцијата, не ги исполнували условите. Оние кои што имаат 2-3 факултети кои што биле репресирани од режимот, не ги исполнували условите. Оние кои што знаат по 4 јазици, како што наведува во тогашниот отпор, во тогашните револуции, не ги исполнували условите. Само Љубе Бошковски бил експерт за странски инвестиции. Но ве замолувам, немојте да ги потенцирате негативните работи на оваа влада затоа што се лутат министрите. Требало да ги фалиме. Така, например, вице-премиерот Кочан Џушев многу се налути зошто не сме го фалели. Еве, јас ќе го фалам сега за многу подточки. Например, навистина за пофалба и за Гинесов рекорд е дека вработените 298 работници во Еврокомпозит во Прилеп земаат 1 денар плата. Одлично, пофалба чиста десетка. Втора пофалба. Ниту една странска инвестиција во Република Македонија. Одлично, така треба. Супер за владата. Поддршка 60%. Зборовите и синтагмите. Странски инвестиции, зголемено GDP, нови работни места во вокабуларот на оваа реформска влада од новиот живот ги нема. Сте виделе ли вие некој министер да појде, да пресече лента, да отвори мало фабриче барем со 2 вработени? Нема. Сте виделе некој пат да се пушти, да рече ево го направивме експресниот пат, овој регионалниот, овој локалниот пат? Нема. Сте виделе некој да ви врати 15% ДДВ, па месечно да се соберат не се собери некоја сума и на крајот на годината 30.000 денари, за како што велија во кампањата, да можете да си појдете на одмор како вистински луѓе надвор од режимот. Затоа што дотогаш немаше визна либерализација и не можевте никаде да појдете. Ама вие за секој случај чувајте ги фискалните сметки, може би некогаш ќе ви вратат од ДДВ-то. Ама како што почнале да хараат инспектори во Дујо па по градовиве, мислам дека и тоа што ги имате дома ќе ви го земат. За жал. И затоа денеска не требаше да има интерпелација. Барем едно ветување можеа да направат. Семафор на Триумфалната порта за задолжувањето. Така беше ветувањето. Ама повеќе нема цифри, ја не знам како се пишуваат 2 милиони евра. Не знам со колку нули е тоа. И то пазете само за 10 месеци. 2 милиарди евра. Капитални инвестиции во јануари, реализација
1%, 4 милиони евра за она што беше рутина кога ВМРО ДПМН беше на власт. Значи со тие 4 милиони евра месечно треба да се градат 3 автопати, експресни патишта, локални патишта, сала во основното училиште Кире Гавриловски, театар во Прилеп, со 4 милиони евра. Тоа се капиталните инвестиции на оваа влада. Ама немој да ги критикувате. Само фалете ги, оти се супер и се лутат. Многу битен проект. Акцизата. Многу е подобро да биде дизелот кога ќе појдите на бензинските пумпи во Република Македонија 60 денари наместо 46 денари. Многу е подобро. Ама битно не плаќаме радиодифузна такса. Многу е тоа побитно. Прашајте ги транспортерите, оние што имаат 3, 4, 5 камиони, таксистите, дали им е подобро да не плаќаат радиодифузна такса или нафтата да ја плаќаат 60 денари. Замислете, 16 денари повисока е цената на нафтата. Ама дојде живот и за транспортерите. Овие во Еврокомпозит, замислете, треба да работат 5 години за да турат 1 литар нафта. Тоа е новиот живот за 298 работени во Еврокомпозит. Бидејќи е многу гостопримлив и многу сака да оди на гости, еве ќе го поканам господинот заменик вице-премиер Кочо Анџушев да дојди, бидејќи го повикуваат вице-заменик. Затоа што сте најак. Да дојди во Прилеп, да ги види 298 вработени во Еврокомпозит, кои што секојдневно ги блокираат патиштата, и да му кажи за успесите на вице-премиерот на владата на Македонија, не знаеме каква за брзо време. 0% економски раст во Република Македонија. Единствени на картата во Европа од сите земји кои што нема раст на економијата. И успеавме секое семејство во Република Македонија, и тие што останаа да живеат овдека и тие што заминаа, да ги задолжиме само за 10 месеци по 1400 евра. Тука влегуваат и семејствата, значи на шарените револуционери, шарените функционери сега во влада, бидејќи според мене тие не постојат во македонската невладина сцена. Повеќе нема шарени револуционери, сега има само шарени функционери. Во кое министерство да појдиш, кој портпарол да го видиш, кој шеф на кабинет да го видиш, шарен функционер. Овие што знаат по 3, 4, 5 јазици, што имале по 3 факултети, ама режимот не ги вработуваше, нека бараат прием ке шарените револуционери, бидејќи дојде животот. Тоа е вистината, ама немојте да ги критикувате, фалете ги, оти се лутат. Нема покачување на платите. Докторите 100.000 денари, ќе биди, да, верувам. Доктори, значи, ќе биди. 100.000 денари плата, 1600 евра, вие се враќате во Република Македонија и сите оние кои што заминеат, кога ќе слушнат дека вице-премиерот Кочо Анџушев им одложи 1600 евра плата, си идат во Република Македонија. Ај платите што не ги зголемуваат. 325.000 пензионери и нивниот представник Љубомир Николовски им ја намалија пензијата и ги убедуваат дека 820 е помало од 120. И министерката така преска кажа. Исто како што 49 беше поголемо од 51. И тука го имаме единствениот представник на политичка партија на пензионери во светот, кој што ги убеди своите членови да излезат на пресконференција и да кажат дека навистина е супер што не ги клатите пензиите. Тука е нивниот представник. Илија Николовски. Ама поддржувајте го, бидејќи дојде животот. Благодарение на неговите политики, 760 денари месечно е оштетен секој пензионер во Република Македонија. Во брачна заедница од бабичка и дедо пензионери, тоа е една замашна сума од 18.240 денари. Ама пазете, радиодифузна такса не плаќате. Ако 18.200 денари вашите дедовци, татковци повозрасни немаат во джебот, вие радиодифузна такса не плаќате. Додуша нема ништо да гледате сега од медиумиве. Се е мет и млеко, како што викаја пратенициве кои што сега се министри. Ја мислам дека не е смешно. И повторно ќе се навратам на вице-премиерот или на заменик премиерот Кочо Анџушев. Замислете, почна да не убедува
и дека странската германска инвестиција ВИК во Прилеп било дело на оваа влада. А таа фирма се гради 2 години. Веќе ги распиша конкурсите и ги најде вработените, ама пред 3 недели Кучо Анџушев ни кажа: еве, ние донесовме фирма. Супер, не ви се лутиме. Дај Боже, за ВИК, германска. Да, ја знаете. Ја промовиравте, ја знаете, сигурно. Инаку фабриката, господине вице-премиер, се гради на едно место во Прилеп, индустријска зона за Алинци, во која што владата на ВМРО ДПМН инвестираше 12 милиони евра, а вашите представници, представниците на владата на Република Македонија, тогаш зоната индустријска Алинци ја нарекуваа ливада. Денеска во таа ливада работат повеќе од 4000 луѓе и навистина ја користам приликата да ви се извинам бидејќи не можете да ме реплицирате. Ама знаете дека се ова што го кажуваме е факт. Така е, да. Ево уште една вистина. Да слеземе на пониско ниво, како дојде животот во Република Македонија и колку е битно што не се плаќа радиодифузна такса. Во Прилеп, во еден ден, поскапеа тезгите на пазарите за 500%. 500%! За заглава вајкење, вистина е така. Ја имаме и одлуката овде, дека фотокопирана ќе ја добиете. Ама, дојде животот. Битно радиодифузна такса не се плаќа. И да знаете, ако порано во инфраструктурата имаше еден термин кој што се нарекуваше оправдано или неоправдано, инфраструктурен бум. И знаете дека се градеа автопати со искривени траси, на што изјави се чудеа професорите на градежниот факултет, архитектите. Денес доживуваме инфраструктурен трас. Нула. Пат невиден. Ја не знам дали некој на телевизија има видено дека 1 километар асфалт има направено во Република Македонија. Дали една бандера за струја дека се смени, дали бекатон плочки да наредат 4 квадрати. Не бе луѓе за 10 месеци нема ништо. И затоа ја бараме ова интерпелација, да проработи совеста кај вас. Овие луѓе не се криви. Може би се трудат, има и способни луѓе кои што ја знаат својата проблематика. Ама тие зависат од вас. Ако сте вие искрени, нит нема да ги нема. И нит ќе ги нема. Односно ќе ја падне оваа влада, тоа што го очекува народот во Република Македонија. Ви благодарам.